На 18 ноември 1874 година во селото Постол, Егејска Македонија, е роден Крсте Петков Мисирков, истакнат македонски филолог, лингвист, историчар, фолклорист, етнограф, публицист, политичар, револуционер и борец за македонската национална афирмација. Во 1903 година ја издаде книгата за македонските работи, која представува одраз и израз на неговата борба за самобитноста на македонскиот народ. Во 1905 година во Одеса го издаваше на македонски јазник весникот Вардар. Умре во Софија, во Бугарија, на 26 јули 1926 година. Беше тоа на 18 ноември 1934 година, кога е родена Нада Ицева Салџиева, падобранец, републичка и државна рекордерка во падобранство, била 4 пати шампион на Југославија и учесник на многу балкански, европски и светски првенства. Добитник е на многу републички и државни награди. На 18 ноември 1936 година во Шпанија загина Ганчо Хажипанзов, македонски револуционер и поет, учесник во Шпанската граѓанска војна. Роден е 1900 година во Велес. Тој е меѓу првите македонски интербригадисти кои загинале во Шпанија. Беше тоа на 18 ноември 1944 година, кога во Штотуко ослободената Битола, во присуство на околу 2000 борци на Ленинско-Костурската бригада, од Воденскиот македонски партизански батальон и од бригадата Гоце Делчев, е формирана првата народно-ослободителна ударна бригада од Егејска Македонија, која влезе во составот на Народно-ослободителната војска на Македонија. На местото каде што е формирана оваа прославена партизанска бригада, заменик политички комесар на бригадата, Вангел Ајановски Оче, на 18 ноември 1984 година откри спомен плоча. Беше тоа на 18 ноември 1986 година, кога во Скопје умре Љупчо Арсов, народен херој на Југославија од Македонија, член на АСНОМ, подпредседател на првата влада на Федеративна демократска Македонија. Роден е во Штип на 19 мај 1910 година. На 18 ноември 1988 година во Скопје умре Шукри Рамо, поет, раскажувач и литературен критичар од турската националност во Македонија. Автор е на книгите Поезија татковината е една, не заборавај, Венец, Добре дојдовте, на збирките раскази Полско цвеќе, Со огнот кон звездите и други дела. Роден е во Штип на 28 ноември 1918 година. На 18 ноември 1991 година Собранието на Република Македонија го усвои Уставот. Од 120 пратеници за Уставот гласа 92. Беше тоа на 18 ноември 1997 година, кога делегација на армијата на Република Македонија при посета на Турција го пронајде и го фотографира Крушевското црешово топче од периодот на Илинденското востание. Црешовото топче е пронајдено во војниот музеј на армијата на Турција. Беше тоа на 18 ноември 2003 година, кога почина Ангел Чемерски, македонски револуционер и партиски функционер. Станува член на СКОј во 1941, а на Комунистичката партија на Југославија во 1942 година. Секретар е на општинските партиски комитети во Штип, Струмица и Битола. Во 1943 година стапува во редовите на теквешкиот партизански одред Добри Даскалов. Позабележителна општествено-политичка дейност остварува по ослободувањето, помошник министар за индустрија и рударство, председател на Стопанскиот совет, секретар и председател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, а во повеќе мандати бил член на председателството на Централниот комитет, како и член и председател на председателството на Социјалистичка република Македонија. На 18 ноември 2008 година почина Бранко Гапо, еден од најпознатите, најплодните и најнаградуваните македонски филмски режисери.
Со над 40 документарни и 7 играни филмови, како и со работата на драмски, телевизиски и радио представи во период од над 40 години, тој е меѓу основоположниците на македонската кинематографија.